Почнуваме со дебатниот дел. Тука во студиото го имаме господинот Никола Тасев, колумнист. Господине Тасев, добре дојдовте во студио 10 на телевизија 24. Она што е најново, видовме и од вестите, во Бугарија се подготвува една своевидна политичка бомба, јас би кажал, и за Бугарија, но и за Македонија. Значи, премиерот Петков, според тие информации, дека ќе го достави предлогот на француското претседателство до Бугарското собрание. Тој предлог би требало да биде конкретен, со конкретен начин за подигање на бугарското вето и почеток на преговори за Македонија. Сето ова се случува една недела пред Европскиот совет, значи тајмингот е сосема јасен. Очекувате ли вие, да речеме, позитивна разврска во насока на тоа да се подигне ветото? Првен добро утро или добар ден на вашите гледачи. Не е никаква трагедија бугарското вето. Иако се подигне, ако не се подигне, јас знам дека целата јавност и во Македонија и во Бугарија, а претпоставам дека и во земјите во Европска унија кои што се заинтересирани за проширување на унијата, е тоа главна тема, особено кај нас во Македонија. Секој јуни, секој декември во последниот период главната тема е ветото, дали ќе се подигне или ќе остане. Ќе потенцирам уште еднаш, не е никаква трагедија тоа вето. Главната трагедија, главниот проблем за Македонија се нашите внатрешни вета кои што си ги имаме, кои што си ги поставуваме и кои што никако не можеме да ги дигнеме. На што мислите? Например, едно вето кое што не можеме никако изминатите 20 на години да го дигнеме е заедништвото. Обединување на политичките партии, на чинителите на јавното мислење, на интелектуалците околу националните интереси, околу стратегијата за развојот на државата во сферата на економијата, во сферата на медицината, образованието и сите реформи. Понатаму, друго наше вето е што ние не успеавме државата во овој период додека чекаме да се кренат сите тие вета кои што ги добивме, да ја подготвиме, да ја реформираме и на некој начин ќе потсетам на еден проект од владата пред 3-4 години, Европа дома. Тоа беше страшно добар проект, но за жал, освен што со неколку најави, со една објава на веб страната на владата како тоа би изгледало, ништо не се направи. Ќе ве потсетам на една изјава на... Тоа беше на некој начин обид за замена за почеток на преговори. Она теза, ако не почнеме преговори, ќе ја донесеме ни Европа дома, да речеме. Не, тоа беше исправниот пат. Тоа беше исправниот пат затоа што на некој начин ќе го заобиколевме тоа вето, ќе се ја реформиравме државата исто како да сме ги почнале преговорите, ќе се подготвевме и Европа тоа ќе го видеше во нас. Еве го примерот. НАТО сега сака да ги прими Шведска и Финска. Им поставува некакви услови? Не. Сака да ги прими затоа што се средени држави. Ние требаше во овој период, додека ги чекавме сите тие блокади, граници и вета да се дигнат, државата да се ја реформираме и да се ја средиме. Им поставува услови Турција. За да бидеме посакуван партнер, а не да бидеме партнер кој што ќе моли за да стане партнер. Потсетам на една изјава на поранешниот премиер Заев, кога рече дека нам ни треба камшикар од Брисел. Ајде. Да. Ама зошто им треба камшикар од Брисел за да работат, а не им требаше камшикар од Брисел, например, кога ги правеа сите глупости, селото понижување со националните интереси? Зошто не им требаше камшикар од Брисел кога ги делеа тендерите, кога ги делеа државните пари, сомнителни договори во 4 очи, или зошто не им требаше камшикар од Брисел кога извработија се живо и диво по јавната администрација? Како ќе изгледаше тоа камшикар од Брисел? Сега седи министерот и до него стои некој од Брисел и му вика добар ден, да знаеш ти си министер, треба да работиш. Камшикарот треба секој јавен функционер да го има во себе. Ако го нема, тогаш не е потребен на државата. Значи не треба да воопшто да се нафаќа на јавна функција. Ветото, пак ќе кажам, значи главното прашање на не е трагедија. Дали ако еве денеска Бугарското собрание одлучи да го дигне ветото, тоа значи дека од утре ќе бидат решени сите проблеми во државата? Не. И да се дигне утре ветото, преговорите ќе траат 10-15 години. Ние за тој период треба да изградиме систем, нешто што го пропуштивме во овој период, систем на вредности и општество отпорно на секакви вета. Да, добро, ние се разбира дека Европската унија е всушност сет на вредности, на принципи, на правила, на стандарди пред се.
и ние да го направевме ова што вие го зборувавте оддамна, ние ќе си бевме Европска Ама, унија, не е што спорно е- тоа, да. што- Но никој не го прави, да. Што се преговорите за Европска унија? Тоа е еден процес на реформи. И на прифаќање на стандарди одредени. Точно. Добро. Тоа е апсолутно така, нема ништо спорно ово што го зборувате, но сепак малку да видиме дневно политички, нели? Сепак во однос на ова што еве во последно време во однос на бугарските барања, да речеме, имаше еден цел сет на барања кои се менуваа, па дури и едно време и владата јавно кажуваше официјално не знаеме точно кои се бугарските барања бидејќи се флуидни. Едни се ставаат, едни се менуваат, се додаваат, се вадат. Не Но знае, но од старт ги прифаќа. Но во Иако не последно знае време- што прифаќа. Во последно време имаме едно барање кое е прилично конкретно и за кое се зборува најмногу, може би рече се е доминантно, а тоа е ставањето на бугарите во уставот, почитување на бугарските права во земјава, како што велат од соседна Бугарија. И оно што беше интересно во излагањето на министерката за надворешни работи на Бугарија Генчовска пред бугарското собрание, кога она го обвини премиерот Петков за предавство на бугарските интереси, нели, и рече дека Петков прифатил да се измени рамковната позиција на Бугарија и веќе Бугарија не бара поинаква примена на македонскиот јазик. Она директно го обвини Петков за тоа. Значи, еве можеме да кажеме дека Бугарија на некој начин се откажала, можеби, од тоа барање, бидејќи ние цело време потенциравме дека тоа е апсолутно неприфатливо. Значи, еве ова го знаеме. Ставање на бугари во устав и тоа сега, веднаш. Значи, на тоа да биде услов за почеток на преговори. Дали е тоа прифатливо за земја? На таков начин да биде изведен. Јас не можам да ја сватам лефтерноста на оние што преговараат и што прифаќаат и рокови и некакви услови, како не може да ја видат замката од ставањето на бугарите како уставотворен или државен народ сега во моментот на почетокот на преговорите. Генерално, ако пола народи, ако речиси сите народи од Балканот ги имаме ставено во уставот, не е проблем и бугарите да се стават во уставот. Впрочем, и на последниот попис, мислам дека се покажа дека околу 1500-1600 луѓе кои што се чувствуваат или се бугари живеат во Македонија. Околу 2 и нешто, така нешто. Така што не е проблем. Проблем е тајмингот. Зошто е проблем тајмингот? Заради тоа што ако се стават бугарите во уставот на почетокот на преговорите сега, доведува до опасност со секое ново отварање на поглавија ние да имаме и нови барања. Например, може да се случи во историјата да се повара да признаеме дека бугарите биле заслужни за Илиденското остание. Може да се случи да признаеме во историјата, да треба да признаеме во историјата дека бугарите биле водачите на народно-ослободителната војна и ослободувањето на Македонија од фашистите. Па да треба АСНОМ да го смениме во АСБНОП или не знам некаква друга кованица. Може да ни се случи, ако сега ги ставиме бугарите во уставот на почетокот, да побараат во некое отварање на поглавие да признаеме дека за референдумот за самостојност од 1991 година тие биле заслужни. Сега, ако се јави некој од кај нас патриот, различен од сегашнава постава на владата што ги прифаќаат сите барања и крене рачна, тогаш може да ни се случи пак заклучување на процесот. Значи, видете, Бугарија може во целиот процес, не само Бугарија, било која држава од Европската унија да ни става вето. Проблемот со ставањето на бугарите во уставот треба да се реши, ама денот кога Македонија ќе стане полноправен член на Европската унија и тогаш врз основа на реципроцитет. Значи денот кога Македонија ќе влезе во Европската унија, еве сега ми текна, може на заедничка седница на владите на Бугарија и на Македонија во Крива Паланка, во Делчево, во Благоевград, било каде, и да се донесе заедничка одлука. Ставањето на бугарите во македонскиот устав, ставањето на македонците во бугарскиот устав. Тоа беше всушност и првичен став на владата, но потоа тој став се смени некако. Иначе првичен став беше таков, да. На тој начин, со тој реципроцитет, ќе се направи едно историско помирување на двата народа, како блиски, како братски, кои што имаат измешана историја, на двете држави кои што треба заедно во Европската унија да се развиваат, да изградиме еден таков однос. Се останато е уцена.
уцена која што не смее македонската влада да ја прифати. Ниту ова, ниту било која друга влада. Добро, тоа отприлика во последните изјави го кажува и премиерот Ковачевски, колку и да не се согласувате со него, тој исто така кажува, вели тоа е уцена од страна на Бугарија, го држи под уцена целиот Западен Балкан, тоа е неговата изјава. Јас предпоставувам, онака аналитички размислувајќи за ова што го збориме, значи и извини, а му верувате ли вие на премиерот Ковачевски и на претходниот премиер и неговите преговарачите? Јас гледав сега пред некое време интервју со министерот за надворешни работи. Јас мислам дека и тој самиот не е свесен што преговара. Значи јас не им верувам. Не, јас само кажувам што кажале, инаку не зборувам за верување. Во однос на влегувањето на Бугарите во уставот, како што кажав, на почетокот и тоа беше ставот на владата, па потоа се смени, некако потоа се помести да биде во текот на преговорите, па за да дојде сега на самиот почеток. Моја претпоставка е, не знам дали вие се согласувате, дека премиерот Петков исто така од таа страна има прилично тешка позиција, те имаат рамковна таа позиција на собранието, која е прилично дискриминаторска во таа рамковна позиција со сите оние историски негаторски барања кои се идентитетски најтешки всушност за земјава. Предпоставувам дека можеби премиерот Петков заедно со француското претседателство побарал за да може да ги амортизира тие историски идентитетски барања кои земјава очигледно не ги прифаќа, дека барем тоа да се избоксува бугарите тогаш во уставот да влезат на почеток. Значи тоа е компромисов кој што земјава би го направила. Мислите ли дека е тоа можно како решение? Може би е можно како решение, ама пред малку ви ги кажав сите замки за Македонија. Така што за мене таквото решение бугарите ставање во уставот на почетокот од преговорите не е решение, туку тоа е отварање на уште еден голем проблем, потенцијален проблем за нови вета. Ќе ве потсетам, 2017 година беше потпишан договор за добрососедство со Бугарија. И беше кажано дека со тој договор се затворени сите отворени прашања со Бугарија. Напротив, сега гледаме дека тој договор отвори нови прашања и всушност тој договор не решил ништо, туку отворил нови проблеми. Така што ви објаснив која е замката од моментов на почетокот ставање на бугарите во уставот. Да, добро, во однос на на случувањава околу Македонија се разбира дека тоа е во еден контекст на еден поголем геополитички процес, проширување на Европската унија, значи не се работи само за почеток на преговори за Македонија, ние сме во пакет со Албанија, а тоа е еден пакет за проширување на унијата на Западниот Балкан. Сето тоа се случува во контекст со војната во Украина, тамо знаеме кои сили се прекршуваат. И сега мене ми е многу симптоматично, интересно да ви кажам, дека на 10 дена, ајде да речеме, или на недела дена пред да се случи тој Европски совет и овој француски предлог за подигање на ветото за Македонија и Албанија, намерно потенцирам, бидејќи не е само Македонија, тоа е еден пакет, две земји се во прашање, а тоа често го запоставуваме како момента важен е. Една недела пред тоа во Бугарија се случи прво секс скандал, му извадија афера на премиер Петков, ја пуштија тогаш. Излегува пратеници од неговата коалиција, му падна владата, па најдоа други пратеници сега да ја спасуваат владата. Додека во земјава имаме барање за предвремени избори, големи протести на опозицијата во сабота, на буквално неколку дена пред тој Европски совет, како да постои некоја синхронизирана акција за обструкција за почеток на преговори за Македонија. Гледате ли вие на тоа така? Не. Бидејќи работите се многу симптоматични за да биде се тоа случајно. Па ако погледнете назад во историјата, секогаш кога се донесуваат некакви крупни одлуки, има слични работи. Не гледам, видите, ја тука повеќе го гледам стравот на Европската Унија од тоа што се уште еден голем дел од Европа не е интегриран внатре во Унијата. Сега, опасноста, тој дел, вклучително тука, мислам и на Западен Балкан, постои опасност од влијание на другите светски сили. Европа,
како господар на Европската унија, како господар на Европа, сака да ја интегрира сите држави во Европската унија. Но главниот проблем е што економијата на главните сили во Европа не е на нивото од пред 10-15 години, кога, например, Бугарија и Романија со слаба економија беа интегрирани во Европа, па големите сили ги влечеа развојот на нивните економии за да дојдат до некоја средна европска вредност. Сега Европа, иако сака во моментот, има проблем затоа што ако не абсорбира сите нас, овие државите од Западен Балкан и останатите држави кои што не се членови на Европската унија, како да не развива за да дојдеме до некоја средна вредност на европската економија. Многу е различна ситуацијата. И сега Европа е во една недоумица, Европската унија, мисламе, во недоумица, од една страна не сака во моментот да не прими, ама од друга страна не сака да не даде на други. Целиот процес во моментов и со кризава во Украина, никој не знае како ќе се одвива. Никој не знае како ќе заврши и кој од големите држави, од големите групации ќе спаднат посилни или ќе спаднат послаби. Генерално, никој не знае кога ќе заврши кризата. Еве ќе потсетам на еден коментар од поранешниот руски претседател од пред некое време, кога го праша дали може Украина да гарантира во следните 2 години снабдување со енергија и со храна на Европа. Тој одговори, а кој може да гарантира дека Украина за 2 години ќе биде држава? Значи, никој не знае како ќе заврши кризата во Украина и никој не знае каква ќе биде геополитиката после тоа. Генерално, ние во моментов треба да го искористиме свртувањето на Европа, особено на Франција и на Германија, со поголеми сили како да го абсорбираат целиот Балкан на некој начин. И од тука доаѓаат оние предлози за втора лига, трета лига, па специјален статус. Да, рекомпонирање на Европската унија. Точно тоа, за специјален статус, ама Европа има проблем ако не погледне дека во тој процес на проширување, кој што Германија и Франција го туркаат напред, има држави, членки, кои што го кочат. Да, тоа е порано не беше ни тајна. Значи, првото вето за Македонија го подигна Франција, самиот Макрон го подигна. За сега тоа да го прави Бугарија, а цело време тамо се зборува дека се и Холандија и Данска како најголеми противници на проширувањето со Унијата. Како во обичај, источните членки се повеќе за проширување и тие сили. Но има уште еден момент, а тоа е оно што го кажа и премиерот Петков, дека и руски сили работат против проширување и почеток на преговори. Тој го кажа тоа отворено и рече дека во Бугарија имаат детектирано такви случаи. И сега, значи, тие се две струи. Едната е таа натрешните европски проблеми за кои вие зборувате, кои се против проширување, поради сите овие причини кои ги кажавте, а втората е руските геополитички интереси на Балканот. Ама од секогаш Балканот бил поле на кое што се испреплетувале сите интереси. Не само руските, погледнете и приказната за отворен Балкан. Додека едни држави го туркаат отворен Балкан, други држави се против на некој начин таа идеја, заради тоа што размислувањето како регионов треба да се развива и кај треба регионов да биде во следниот период, кај големите сили е различен. И за мене е нормално дека големите сили ќе си ги прават според собствените стратегии и тоа како ќе ги остваруваат своите влијание. На нас е проблемот. Ние да направиме стратегија што сакаме. Во моментот Европската унија е патот за нас и треба жестоко да се бориме на тоа и да бидеме отпорни на сите други влијанија. Да, добро, ајде малку да се преселиме во земјава, ја начнавме темата, опозицијата во сабота најавува голем протест, тие веќе предводена од ВМРО ДПМН, значи да потенцирам, бидејќи има и други опозицијски партии. Тамо таа партија веќе подолго време бара предвремени избори во Македонија поради низа причини кои ги наведуваат. Што мислите вие за тоа, дали на земјава и требаат сега во моментов предвремени избори? И повторно да ве прашам, навистина ми е интересен тајмингот на тој протест, значи неколку дена пред Европскиот совет, каде што се решава за датум за Македонија.
И логично ми е прашањето зошто не можеле да го направат, барем следната сабота да помине тој совет. Тоа треба нив да ги прашате. Па ние анализираме сега, да. Инаку политичката криза во Македонија и барањето или предвремените избори воопшто не се два поврзани процеси. Затоа што политичката криза во Македонија, ако погледнеме наназад, ја имаме во последните 5, 6, 7 години. Предвремените избори се поврзани со општата криза во државата. Јас би кажал полуго, да. Значи, предвремените избори се поврзани со општата криза во државата. Ние во моментов сме свесни во каква криза е и Европа и целиот свет. Кризата е во Македонија. Таа криза на есен и во зимските месеци ќе еруптира. Затоа се потребни на есен избори. Изборите се потребни за да се направи, да се постави правецот каде, како ќе се решава кризата и на некој начин да се превенира поголемата криза. Затоа што ние во моментов имаме влада која што покажа голема тромавост, имаме влада која што не знае да се носи со големите проблеми во кои што со кои што државата се соочува, и имаме влада чие што бродче се превртува на помалите бранови кои што ги имаме сега, а замислете во декември ни доаѓа цунами. И треба двајца луѓе кои што не знаат да пливаат, да ја спасуваат државата од цунамито. Затоа ни се потребни избори, заради општата криза. Нашиот народ е многу мудар. Значи, треба во септември или во октомври да му се даде на народот опција да одбере кој ќе не води низ кризата. За тоа се изборите. И треба партија, програма, начини, цели и кадри со кои што ќе работи, друга партија, трета партија и народот да одлучи кој ќе го има кормилото во овој кризен период. Ако го даде правото тоа да биде сегашната влада, ама таа треба да биде свесна дека треба да расчисти со сите начини како да сега владеела, со кадрите корумпирани, и да ги засука ракавите и да почне да работи. Ако даде на другата опција треба да биде свесна како не треба да работи. Добро, господине Тасев, ово што го кажувате ми се чини малку контрадикторно од неколку причини. Првата причина е што и самиот потенцирате дека на есен зимава не очекува навистина тешка зима, и тоа го потенцираат сите, не е тајна, поради енергетската криза, поради економската, не знаем, со храна и така натаму. Нели е малку нелогично сред една најголема светска криза ние да одржуваме избори, и тоа без потреба, предвремени избори, значи народот во сред таква една криза да решава кој би владел, тоа е една работа. Втора работа, каква гаранција имаме дека тие што ќе дојдат ќе бидат подобри, бидејќи ако гледаме според поведението и според оно што е факт, например, во моментов е замрзнато седиштето, конфискувано седиштето на ВМРО-ДПМН поради незаконско финансирање на таа партија. Таму се уште гледаме кадри кои се од таа мината влада, кои се уште се таму, имаме низа на кадри кои се осудени со правосилни пресуди, вклучително и поранешниот премиер. Сега вие ни велите да видиме народот да измери дали таа партија треба да ја превземе државата. Јас не судам дали ќе бидат подобри или не, но сето тоа во една најголема светска криза. Нели е малку нелогично тогаш да одржуваме избори? Јас се чудам како ме прашувате ваква работа. Ако е така како вие што го велите, тогаш требаше да некој од премиерите да прогласиме крал на Македонија и да нема избори. Каков е таков да си тера? Не, зашто предвремени? Ако ме слушавте внимателно, внимателно, јас бев многу јасен. Ова сегашната влада со нејзиното раководење и тромавост покажа дека не е кадарна да се соочи и со помалата криза. Нам не доаѓа голема криза. Ако ја оставиме ситуацијата така, ове потенцираат двајца луѓе што не знаат да пливаат, да треба да ја спасуваат државата од цунами, тогаш навистина државата може да пропадне. Но за избори се Затоа изборите се решение и изборите се подготовка за да се превенира кризата. Има време, ако изборите се во септември или во октомври, да се направи нова влада со нови луѓе,
Па макар и да биде од истата партија, од СДСМ и од ДУИ. Но зборуваме за 6 месеци, господине Тасев. Тоа не има време. Значи имаме 3 месеци подготовка на избори, каде што не знам сега тоа нема да има тоа техничка влада, веќе ми се чини дека нема пржинска влада, но сепак таа функционира во последните 3 месеци со посебен режим, па после имаме уште 3 месеци конституирање на нова влада. Ајде, парите потрошени за избори ги ставаме на страна и онака трошиме за се и се што, но имаме, ми се чини 6 месеци во еден празен ход, среде најголема криза, токму сега да спроведуваме избори. Кризата што се очекува да биде од декември, јануари и февруари, И зошто ќе биде уште поголема. Еве ваков пример. Зошто нонстоп да имаме предвремени избори? Навистина не ми јасно. Еве ваков пример. Сега е лето. Треба енергетски државата да се подготвува за зима. Сте слушнали ли да се почнале да се полнат акумулациите, да се обезбедува јаглен, да се обезбедува мазут? Знаете за колку брзо време ќе дојде декември и грејната сезона? Значи, ако уште еднаш ќе ви потенцирам, изборите е процес кој што треба да се одржи за да се направат подготовки за превенирање на кризата. Значи, ја не преодицирам која партија или кои партии треба да ја водат владата. Велам дека на ваквиот начин, како што сега се менаџира државата, се менаџираат кризите, се прават проекциите, е погрешен и не води во пропаст како држава. Затоа се потребни избори да се направи ново промешување на картите. Ако одиме со вашата логика, тогаш ние не треба и 2024 да имаме избори да трошиме пари. Само да го продолжиме мандатот на останативе. Значи, зборуваме за предвремените, за редовни господине. Многу едноставно. Ако вие ја менаџирате телевизијата и гледате дека двајца новинари не си ја вршат работата како што треба, ќе ги отпуштите од работа, ќе вработите нови, или ќе речете, ај не ги отпуштам, нека работат, кој сега ќе 6 месеци обука да прави на новите. Тоа е исто. Па не, баш исто различен е процесот. Точно и исто. Механизмот побрз е во ред. Добро, во однос на, ајде да видиме малку сега во однос на ова што се случува. Го спомнав конфискацијата на седиштата на ВМРО ДПМН од страна на судот во процесот Талир 2 и 30 седишта на партијата широм земјата. Сметате ли дека тоа е еден обид за притисок врз опозицијата пред најавениот протест, наспроти ова барање на предвремени избори, притисокот од страна на ВМРО ДПМН? Сметате ли дека тоа е еден своевиден притисок врз партијата, бидејќи тој тајминг за таа пресуда е прилично интересен, се случува баш сега? Не би коментирал судски одлуки никогаш, иако имам свое мислење за какво е судството во Македонија. Ако погледнеме наназад 20 години од осамостувањето и повеќе на последните 20 години после осамостувањето на Македонија, вакви слични работи имало секогаш. Значи си правеле партиите, зависно кој е на власт, правеле некакви притисоци. Немам во моментов сознание за да можам да коментирам и реков дека не би коментирал судските одлуки. Се надам дека не е тоа што вие го велите дека е притисок или дека е намерно правење, затоа што во минатиот период имавме и слични работи кога ВМРО беше на власт. А тајмингот, зошто е митингот сега на ВМРО, протестниот митинг, мислам дека се погодува со нивните родендини на партијата. Добро, јас ве прашав неколку пати во однос на датумот, бидејќи тоа ми е чудно зашто го прават неколку дена пред тој Европски совет митингот, но во ред, нека биде нивна партиска стратегија. Во однос на ова, вие спомнавте неколку пати дека владата не ја менаџира добро кризата. Кризата ми се чини дека не ми се чини, туку е глобална, значи нестачица на храна, зголемување на цените на прехранбените производи, зголемување на цените на енергијата. Гледаме дека тоа се случува секаде, па дури и во Германија. Инфлацијата и во Германија е измерена од 7-8%, ми се чини беше. Значи, отприлика имаме историски најголема инфлација во Соединетите Американски држави од 10%. Цената на горивата им е на рекордно високо ниво, $5 по галон, значи никогаш не е била толку. Отприлика
ги имаме истите процеси секаде во светот, ние не сме некој исклучок. Зошто мислите дека кај нас е нешто поразлично од сите тие држави? Поразлично затоа што во многуте од тие држави функционерите кои што се избрани да ја раководат државата се грижат за стопанството и за економијата. Ај ќе ве потсетам, не мора да ве вратам многу назад, во времето на ковид пандемијата. Па дали бевме ние држава која што последна во Европа доби вакцини, дали бевме држава која што последна почна да се населението да се вакцинира, и тоа е еден составен дел на економијата. Државите што почнаа порано да се вакцинираат, почнаа да ги укинуваат карантините. Кај нас луѓето беа затворени во карантини, економијата не функционираше. Но се покажа подоцна дека луѓето не ни сакале прено да се вакцинираат. Се покажа дека власта во тој момент не знаеше да се справи со економијата. Ајде, ќе продолжам понатаму. Економските мерки што беа донесени. Па сега јас ги споредував економските мерки со другите држави што ги донесува, како директно призгуваа пари во стопанството, само за да има обрат економијата и за да расте. Кај нас, ај што многу споро беа донесени тие мерки, не беа продуктивни, а верувајте ме дека има уште некои од законите што беа донесени за мерките што уште не ни поминаа во собрание заради неможноста мнозинството да ги донесе тие закони. Значи, ајде да продолжам понатаму. До кај сме со автопатиштата? Значи, да кажеме дека автопатиштата и брзите патишта се основниот крвоток на економијата, на движењето на луѓето, на стоките, на бизнисот. Сте излеглели до Катланово. Па имаме 5 километри делница. Колку години се реконструира? 3 години. 5 километри делница. На кај Косово, па пред 2 години го имавме спектакуларно најавено дека 2 километри автопат ќе се направи. 2 километри автопат во тие држави, што вие ги спомнавте, дека исто има криза, знаете за колку време се прави? За 5 дена. Охрид, каде е Охрид во моментот? Одсечен комплетно од Скопје. Зошто? Затоа што 3 години, 4 години ништо не работат на автопатот. Па тоа е менаџирање на кризата, тоа е економијата. Тоа го кажа и нобеловецот Кругман, кој беше неодамна во Охрид, ги спомна автопатиштата, кога го праша за совет за државата, рече прво подобрете ги автопатиштата, затоа што нобеловецот доаѓа од држава која што исто има проблеми како Македонија, голема криза. Ама нобеловецот гледа дека во неговата држава владите кои што работат, како ја менаџираат таа криза. И затоа тој ни кажува што треба да направиме. Ама треба ли некој да ни кажува што да направиме? Па ние гледаме што не е направено, а што е пропуштено и што можеше да се направи. И каде е главниот проблем? Што владата и луѓето кои што се задолжени за менаџирање на државата и за решавање на кризите, не преземаат ништо тоа да го направат. И пак се враќам на она. Затоа се потребни избори. Веднаш на есен. Владата, од друга страна, цело време ја обвинува опозицијата дека е неконструктивна. Вие го спомнате собранието, дел од законите, велат едноставно тоа не може да се направи, бидејќи во собранието се блокирана цело време со филибастеринг, со амандмани, со низа закони, дека тоа едноставно не функционира поради неконструктивност, се блокираше изградбата на новиот клинички центар. Се сеќаваме дека ја спомнавте пандемијата, дека во време на пандемијата опозицијата не сакаше да собранието да работи онлайн, како што работат сите парламенти во светот, одбиваше да го прифати тој начин на работа. И владата вели дека дел од тоа е неконструктивноста на опозицијата. Ќе ве вратам на почетокот од нашиот разговор, кога кажав дека ние имаме проблем со нашите внатрешни вета. И па тоа е едно од нашето главно вето, што не изградивме заедништво, не изградивме кооперативност. Да, голем проблем е што председателите на најголемите партии не можат да седнат и да се договорат. Значи, тоа е голем проблем што не може да се договорат. Тоа е едно од нашите главни внатрешни вета. Треба да имаат заедништво околу главните работи. Значи, јас не велам дека треба за сега да се согласуваат, тогаш ќе се вратиме во еднопартискиот систем. Ама за овие работи се согласувам дека треба да има заедништво.
Еве гледаме, имаме проблеми со Уставниот суд. Значи не можеме да избереме уставни суди. Значи Уставниот суд е, доколку кажа председателката на судот, дека доколку не се изберат до нова година, дека ќе влеземе и во уставна криза. Значи такви круцијални работи не функционираат баш поради тоа што власта и опозицијата не можат да постигнат некаков консензус. Така. Добро, во пред самиот крај сакам да ве прашам за уште една оценка за премиерот Ковачевски. Може би, не знам, може би го познавате и лично, бидејќи сте човек од бизнисот, не знам, не навлегувам во тоа. Каква е вашата оценка за него кога тој го замени поранешниот премиер Заев? Очигледно е дека се работи за друг тип на политичар. Тоа го гледаме по јавните настапи, поинаку настапува од Заев. Каква е вашата оценка за него како премиер, како менаџер еве на влада? Ќе го оценам само со еден збор, безличен. Само толку немате некоја Па мислам дека се кажа со тој збор. Па добро, може некој да биде и безличен, но добро да менаџира, не мора да значи дека силниот индивидуален печат. Тешко дека Силен индивидуален печат имаше Заев, да речеме. Сега различно го интерпретира, но тешко дека некој што е безличен може добро да менаџира. добро. Господине Тасев, ви благодарам за овој разговор и да видиме што ќе се случи и со ова, и со Бугарија, и со ветото, па ќе имаме простор и понатаму за анализа. Ви благодарам на поканата. Ова беше разговор со господинот Никола Тасев, колумнист. Ние одиме со една кратка пауза за реклами, потоа продолжуваме со Сдруженијето на приватни стоматолози кои протестираа пред Министерството за здравство.